утешителу дух на вистина и учестина от всекакви нечистоти и спаси ги блаже нашите души. Свети Боже, свети силни, свети безсмртни, смилувај се на нас. Еве сега имавме, драги браќи и сестри, тая голема милост на шестиот поред постановен собир исцеленички полошки средби да се најдат меѓу вас и да се најдат во овој древен свет Божи храм, каде што рековме најнапред преку патените молитвени бденија да испросиме милост и благослов Божи за добро здравје ваше на сите вас кои што живеете тука во прекрасно село, за добро здравје, мир, просперитет на вашите семејства, за добро здравје на сите кои што се далеку се ливнале со години во претокијанските земји, особено во демократските Соединените американски држави, но носејќи го длабоко чувството дека не смеат никогаш да пресушат плодородните засадени стебла од нивните предедовци, дедовци, татковци, мајки на овие простори, зашто тогаш тоа би била најголема осуба, најголем грев да се дозволи, да се напуштат за секогаш земните почивалишта на нивните посмртни останки. Непримерно, недостојно. Еве, ако некаде на просторот на Македонија најбројно во текот на тата година имаме нашиот прекоокеанските земји, имаме од Тетовскиот крај. Започнеме со неколку поздравни говори упатени до вас. Првиот од председателот на Полошко-селеничкиот клуб Тетово Детройт Стојче Стојановски на шестите селенички средби во Одрид 2007 година. Драги пријатели, почитувани сонародници и сосудбеници, учесници на шестата селеничка средба, драги гости.
Годелив сум на фактот што во името на организациониот одбор на секретарот и благајникот Бошко Стефановски и Зоран Апостоловски ќе отворам 6-та селеничка средба што прерасна во традиционална манифестација. Заради објективни околности сум спречен лично да присуствувам, но имам пријатна чест од американска почва и Полошко и селеничкиот клуб да ве поздравам и да подсетам дека македонскиот дух нема да згасне, туку напротив се шири како човечко препознавање на секаде каде што нашата судбина ни определи да живееме. За македонскиот народ печалбарството е вечна сенка која за жал трае и ден денес. Повеќе од век и половина македонските печалбари одеа за да се вратат. Во современи услови одат за да не се вратат. Многумина од нив свија гнезда во новите татковини, но копнеат по своето родно огниште. Тоа не повикува. Останове да живееме со македонското срце на туѓа земја. Но за растргнатото македонско национално ткиво може да биде врзивен елемент. Затоа и ги одржуваме овие селенички средби, за да покажеме дека како откорнатици од македонската земја можеме да предонесеме за одржување на македонскиот дух. Суровоста на судбината го нагризува нашиот национален идентитет, но нема друга алтернатива освен да ја одржуваме врската меѓу себе, да го спречиме нашето обезлечување и повторно да се помакедончинуваме. Во нашите срца е копнежот по родниот крај, во нас живее традицијата на нашите предци, но животот во туѓина не товари со нови бранувања да градиме мостови меѓу нас, за да може огромните далечини што не разделуваат да ги направиме топли човечки близини, зашто одродувањето на поединци е големо човечко страдање. До наредната средба која веќе е закажана и ќе се одржи во Старосело Тетовско, уште еднаш сакам да ве поздравам и да изразам задоволство што се одржува и селеничкава средба, зашто во ова време особено значење има нашето заедништво и собирање, за да бидеме сведоштво дека македонецот на секаде низ светот има одговорност да го шири македонскиот дух и врската со татковината Република Македонија. Ве поздравувам подсетувајќи се на името на еден од основоположниците на оваа средба, неодамна починатиот Совчо Јовановски, познат родолюб и човеколюбец, добротвор и доблесен на многу наши откорнатици од татковината, кои оставаат траги во постојаната потрага по македонската вистина. Ви благодарам на вниманието. Од името на Полошко и селеничкиот клуб Тетово Детройт ве повикувам со едноминутно молчење да му оддадеме почит на нашиот основоположник Совчо Јовановски, кој почина на 27 мај 2007 година во Детройт. Нека му е вечна слава. Председателот на Република Македонија Бранко Црвенковски испрати извинување што не може да присуствува на овој големи селенички собир поради однапред превземени обврски во овој период. Искрено се надевам дека преку организирањето на оваа средба, македонците кои живеат и работат во Соединетите Американски држави, Канада и земјите од Европската Унија, ќе се представат во најдобро можно светло, со што ќе се придонесе за уште едно поголемо афирмирање на нашата држава не само во регионот, туку и пошироко. Република Македонија е горда на своите селеници кои помагаат за зголемувањето на угледот на нашата заедничка татковина, вели председателот Црвенковски во својот одговор до председателот на Полошко и селеничкиот клуб Тетово Детройт Стојче Стојановски. Поздравувајќи ги сите присутни, искрено ви благодарам на поканата да присуствувам на манифестацијата Полошко и селеничка средба Одри 2007 што ја организира вашиот клуб. Иако имав голема желба да присуствувам на овој значаен собир, за жал, не сум во можност тоа да го направам. Ја користам оваа прилика да го изразам моето задоволство што и селениците македонци кои работат и живеат во САД, Канада и земјите од Европската Унија, преку организирањето на овие средби покажуваат дека и покрај тоа што привремено живеат и работат надвор од својата татковина, тие во мислите и во срцата се секогаш со неа и несебично работат за нејзината подобра иднина, вели во дописот првиот председател на Република Македонија Киро Глигоров. Го повикувам митрополитот Полошко-Кумановски, господин Кирил, да ви се обрати, а заедно со него и черменот Тврдомир Стамевски.
Мене ми е драго што во нашава средина на шестата поред полошка иселеничка средба имаме присутни заеднички вечерва да ја споделиме радоста и со припадници на други националности. На албанската, на турска и на некои други, српска, предпоставувам. Едно благодарам да ги поздравиме со аплауз, нашите драги гости. Ланската година на 12 и 13 петите поред иселенички средби ги одржавме во Глоки. Се помоливме, како и вечерва што се помоливме најнапред на молитвеното бдење за добро душевно и телесно здравје, за мир и благосостојба во оваа населба, во нашата земја. Господ да дарува примерни рожби, послушни учени, коректни према своите просветители, учители, гордост да бидат на своите родители. Проникнати со вистинска евангелска љубов, љубов кон родителите и послушност, љубов кон роднините, кон блиските, кон сите луѓе со кои што се сретнувате ежедневно во животот. Што повеќе да се едуцираат, љубов кон татковината, љубов кон родните огништа, љубов и кон новите татковини во кои што се определиле. Љубов кон се она само што е добро, корисно, позитивно, хумано. Со цел сите здружени, збратимени околу стожерот на суверена Македонија, да се трудиме не да ја нагардуваме, ами да ја разубавуваме Македонија, да ја претвориме час поскоро во цветна рајска градина. Час поскоро за да се ослободиме од теретот. Дека може нешто да ни се случи што штетно се одразува по единството изопшто на сите нас, да седнеме на заедничката софра во Евроатланската алијанса, Унија. И да градиме по примерот на нашите предшественици добри, трајни, епохални дела. Пред да ве повикам да станеме, да ја благословиме ова шеста поред иселеничка, братска и сестринска трпеза на љубовта, со наискрени братолюбиви архипасирски чувства на голема почит и признателност, сакам да доделам една благодарница. Македонска православна црква епархија Полошко-Кумановска доделува благодарница Полошко иселенички клуб Тетово Детройт за извонредна соработка и посебно укажаната помош во делото за зачувување на достоинството на нашата автокефална Света Македонска православна црква и Богом даруваната ни епархија Полошко-Кумановска своерачно митрополит Кирил. Честито нека биде. Отче наш, иже си на небесие, да святи се име Твое, да приде царствие Твое, да буде волјата како на небеси и на земли. Хлеб наш насущни дожд нам днес, и остави нам долги наши, ако и ми оставим должником нашим, и не воведи нас во искушение, но избави нас од лукава. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нині и присно и во веки веков. Амин. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. Високо преосвещенеши владико святи, благослови. Христе Боже, благослови го јадењето и пиењето, приложено на ова братска и сестринска трпеза на љубовта, умножи го во ова населба, во нашата земја и во целиот свет, зашто си благословен сега и секогаш и во вечни векови. Амин.
Господ нека не повикува само за вакви убави радосни мигови, за повеќе свадби, повеќе венчавки, повеќе крштевки. Да сме здрави. Во име на братот тврдем, во негово име, во име на организаторите, нали? Шестите поред полошки и селенички средби ги прогласуваме за отворени. Да радувате и да се веселите. По отворањето на шестите полошки селенички средби тука во Одрид 2007 година имаме телефонско јавување од Детройт, Соединетите Американски држави. На линија го имам господинот Светозар Стамевски, ќе ви се обрати и ќе ве поздрави по отворањето. Преку мобилен телефон се разбира. Добар ден и добро вечер на сите наши гости во село Одри, гости кои се од Детройт дојдени во селото и гости од Македонија. Би сакал прво да ве поздравам сите и да го поздравим најповеќе дедо Кирил и татко ми, а исто би сакал да ги поздравам сите гости од цел свет кои што стигнале во селото. И би сакал да се извинам што и стварно ми е тешко што не можам поради оправдани причини да присуствувам на овој најголем ден за селото мое Одри. Не би сакал многу да коментирам, тука до мене се наоѓа и благаникот на нашата црква Кирко Мартиновски. Исто би сакал да ве поздравам од име него, исто би ги поздравил сите од управниот одбор кои што се наоѓаат во селото. Тоа е Душко, Загорка, Живко, а исто и Бошко Рајчовски, и да знаете дека Борис, Војно, и ги слушавме вашите добри зборови кои што се јавивте на нашето црквено радио. Ви благодарим на сите. Исто би сакал да ви пожелим најдобар спровод во селото и овие средби да не останат како традиција за секогаш, да се дружиме и да кажеме на народот дека ние мислиме за тој наш народ и за нашите останати роднини и пријатели и наши соселани. Му благодариме на говорник. Телефонот тука, а ние одиме со уште малку читање, потоа музика, песна, хумор и така натаму. Значаен дел да ги прочитаме и донаторите за полошко-селеничките средби оваа година во Одрид 2007 година. Особен аплауз за човекот што најповеќе донираше оваа година, господинот Ангелко Стамевски од село Одри, кој донираше 2750 американски долари. Тврдомир Стамевски од село Одри 1000 американски долари, Борис Ташич село Одри 500 долари, исто толку и Кирко Мицковски од село Сарачино. Стојче Стојановски село Жилче 300 долари, Војче Симјановски Јанчиште 300 долари, Кирко Мартиновски 300 долари од село Раотинце. По 200 долари донира за овие средби Бошко Стефановски село Глоѓи, Зоран Апостоловски Старо село, Раде Михајловски Тејарце, Душко Даниел Симјановски Јанчиште и по 100 американски долари Благоја Ѓурич од Беловиште, Љупчо Атанасовски Слатина, Здраве Ангелковски Фалише, Ѓоце Јовановски Јегуновце, од Одри Киро Коцевски, Илко Илиевски, Војно Јовановски, Лазо Димовиќ, Живко Стефановски, Ангелко Илиќ, Велко Ѓурич, Грозде Ѓурич, Ѓуро Богоја од Босна, Трпко Марковски село Челопек, Миле Ташич село Одри, Ангеле Кировски село Туденце, Бранко Стојановски Старо село, од Одри Трпко Богоевски, Косто Серафимовски, Крсто Тодоровски, Светозар Стамевски, Боре Ристовски, Томе Ѓурич, Златко Ѓурич, Тодор Тодоровски, Злате Ончевски, село Непроштено, Стане Ѓурич Одри, Благоја Мисајловски Одри и Крсто Јовановски од Одри. Тука завршуваме со говорниот дел, наку со околу естрадниот дел. Ќе започнеме со настапот на културно-уметничкото друштво Извор од село Јагуновце, сплет на народни ора во трајање од 10 минути, а потоа кој како доаѓа нека настапи пред ценетата публика од нашите ценети естрадни уметници Ирена Спасовска, Даниела Темелковска, Маријан Коцев, Анета Ранковска и првиот блок ќе го заокружиме со хумористот Ранко Рангелов.
Севкупен аплауси да започнеме. Godini Makedonci, kada vide sve, samo godini moj narode, na Makedonija. Svega da nazdravime, ljubav pelena, za večna da i vide srećata na Makedoniji. Pre
Па, да ве поздравам од мое лично срце и да ви кажам, мило ми е што ве гледам вака. Верувам дека и селеничките среди ќе продолжат. А за да видиме дали навистина сте задоволни што сме денеска заедно и што организаторот се потруди да не биде така добро, еден силен аплауз да одекне Тетово, да знае дека овде има средби кои секоја година се традиција, ова година нешто посебно. Епа, на самиот почеток да ви речам, најпечатливо досега, верувам дека и дамите ќе ми остават печаток, ќе ги имитирам и нив малку како изгледат, нели? Кога ќе ги избирам убавиците, најдобар печаток ми остави владиката Кирил и затоа би сакал со него да започнам како ве поздрави. Дали се слушувате? Имам благослов од него и еве да видиме како ве поздрави владиката Кирил. Драги браќа и сестри, би сакал да одекне денес да се каже дека постоиме и ке постоиме. Ништо не може да го скрши македонскиот дух. Мене ми е мило што ве има овде, што не има секаде, и во Детројт, и во Тетово, и ке не има и понатаму. Благодарам уште еднаш. Одиме понатаму, бидејќи соред да почнеме, како би ве поздравил, например, премиерот Груевски да е тука денеска, исто би ве поздравил, вака ќе рече, почитувани пријатели, мене ми е мило што можеме да ве познаеме сите. Сетбите се доказ дека ние ходиме натаму во Европа. Сите во Европа заеднички, не само во Европа, туку и во Детројт. Затоа срдечно ве поздравува Никола Груевски и верувам дека има убави пичи да биме весели денес. Благодарам уште еднаш. Одиме понатаму. Например, имавме телеграма од господинот Глигоров. Тој навистина би сакал да ги каже овие зборови. Верувам дека ви е пријатно денес, меѓутоа и во иднина да се собираме, да бидеме весели и за едно никогаш да не ви оде од устата. Нека биде така. За Македонија е се што имаме. Благодарам уште еднаш и нека е весело денеска. Така, јас верувам дека сите кога тргнавте од Македонија, ја слушавте она песна што Никола Бадев ја пееше. Јас ќе се обидам да ве подсетам и да го имитирам ненадмашниот Никола Бадев, а вие сигурно ако ви се допадне ќе го наградите со аплауз. Како беше она кога тргнавте, а Никола Бадев пееше вака? Збогу, мајко, јас отидов, дојде дено да заминам. Збогум, другари, другарки, и вие млади дечиња. Океј, верувам дека е доволно, јас верувам ќе се јавам повторно. Дали ви се допаѓа почетокот? Одлично! Одиме понатаму да видиме како е редоследот таму, не знам, меѓутоа сигурно некој ќе ме замени сега.
Македонијо, да е утро благословено, јасно сонце се разбуди, наците твои бисер градови. Станете сите, еј македонци, стари, млади, средновечни, ден од тебе почнува со Господа пред Сваилија. Да сме живи, да сме здрави, дај ни Господе, со многу среќа, радост и пари, со љубов Твоја благословине. Да сме живи, да сме здрави, овде и сетнаде. Чувај не Боже и милост дај ни, кај последно да живееме. На самиот почеток е од ово избор за Мис Полок. Добро вечер од моја страна, од моје име, од името на Ваня. Веќе знаете традиционално, секоја година ние ќе го водиме изборот за Мис Полок. Така, Ваня? Така е, добро вечер и од мене, но и од името на радио и телевизија КИС, која што и оваа година застана позади овие полошко-иселенички средби. Ќе ве молам еден аплауз за радио и телевизија КИС, за нашите полошки убавици, кои што се надевам дека веќе се подготвени да ги видите за прв пат, а Марија ќе ни се представат во што? Во ова прво излегување. Во првото излегување ни се представуваат во спортска гардероба, меѓутоа, мислам дека може да дадеме знак, да започнат да се појавуваат од број 1, па ќе кажуваме ние се што треба да се каже додека ги гледаме преубавите девојки на оваа писта. Започнуваме со манекенката која што го носи редниот број 1. Се работи за Верица Николовска од село Копанци. Значи, Марија, ова ни е Верица, подреден број 1. Аплауз за Верица, реден број 1. Одиме со манекенката под реден број 2. Под реден број 2 ја гледаме Александра Димитровска. Александра Димитровска е баш од ова село, од селото Одри, има 20 години. Висока е 170 см, а тешка 53 кг, во хороскоп е близнаци. Од село Врвеница. Ќе ве молам аплауз. Реден број 4, Даниела Сибиновска ни доаѓа од Тетово, има 14 години. Баш така, висока ни е 170 см, тешка 50 кг, а во хороскоп е Риба. Реден број 4, нашата учесничка Даниела Сибиновска од Тетово. Повторно аплауз ке не заволам. Реден број 6, Кети е висока 168 см, има
има 48 килограми, а учи во основното училиште Кочо Рацин во Врвеница. Реден број 6 Кети Геровска од село Врвеница, Марија која ми е седмица. Реден број 7. Веќе втор пат учествува на изборот за мис Полок Кристина Дудич од Врвеница. Висока е 168 см и има 46 килограми. Гледајте внимателно, наградувајте со аплаузи што ви се допаѓа, затоа што мислам дека живито и тоа ќе го земе во предвид. За Кристина ни остана уште има нешто да ви кажам, дека во хороскоп ни е бик. Кристина Дудич од Врвеница, реден број 7. Тоа ни беше Кристина. Одеме со реден број 8. Една петовчанка, Сања Костич. Инаку Сања ни е висока 168 см, има 52 килограми и во хороскоп е девица. Реден број 8, моментално на бината, Сања Костич од Тетово. Пред да ни се појави девојката под реден број 9, уште еднаш да подсетиме за преубавите фризури и шминката на девојките, како и за мојата се погрижи фризерско-козметичко студио Венус, се наоѓа кај Бездинската пумпа Хитоил на патот на кај Жичара. Еве веќе ја гледаме на бината и Михаела Јовановска од Тетова, реден број 9. Така, аплауз. Михаела Јовановска веќе кажавме дека дојде од Тетова, има само 16 години. Висока е 169 см, има 56 килограми. Во хороскоп Риби. Реден број 9, Михаела Јовановска. Завршуваме со реден број 9, продолжуваме со реден број 10, Даниела Србиновска. Десетата и последна за овој ова прво излегување. И пред да кажеш спортва за Даниела, јас уште еднаш да подсетам дека за овој изглед на девојките се погреши бутик Бонс Врвеница кој им ги обезбеди фармерките, а маичките им се од модна агенција Топ Моделска исто така го помогна и тоа доста го помогна овој изглед. Даниела Србиновска ни доаѓа од Тетово, има 18 години, висока е 172 см, тешка 52 килограми и во хороскоп ни е рак. Даниела Србиновска, реден број 10. Тоа бе нашите 10 убавици, 10 девојки кандидирани за Мис Полошка убавица 2007. Не одиме со уште еден естраден дел. Прво да ги поздравиме, а потоа и да ги видиме и уште еднаш да ги поздравиме после тоа етно песните на гајде од триото Врвеница. Yeah.
Една од значајните личности која дала голем придонес во афирмирањето на самостојноста на Република Македонија и нејзиното признавање од страната на Соединетите Американски држави. Секако е Светозар Светлестаневски политичар со партиец и пријател на американскиот председател Џорџ Буш јуниор. Книгава е монографија за семејството Станевски од село Одри, Полок, Македонија, кој од втората деценија на минатиот век живее и работи во Соединетите Американски држави во Детройт, во државата Мичиген. Целосна представа за нив може да се добие само под еден услов. Ако за проекцијата на Станевски се прекрши родното огниште Одри, Тетовско како негов атар и Македонија како татковина. Така историјата за нив ќе биде комплетна, особено за оние во чии раце ќе се најде оваа книга, за американските пријатели на Светозар Светле и неговите нови генерации, но и на оние во татковината кои се уште немаат целосна представа за неа. А не знаат како и да ја помогнат. Таа лекција ќе ја научат од Светозар Светле Станевски, кој не само што кренал раце од Одри, Полок и Македонија, туку ефективно влие и врз тековите на американската политика. За изборот на нејзиниот прв човек Џорџ Буш јуниор, меѓу другите има заслуга и Светозар Светле Станевски, со што и тој и Македонија се гордеат. Зошто неговиот влог на тој план е прилог во иднината на најмоćната нација во светот, но индиректно и во иднината на Македонија, напиша во овој извадок Славе Катин. Драги гости, дојде највозбудливиот момент за мене, за Марија, за вас, а посебно за нашите прекрасни 10 девојчиња кои што чекаат да го слушнат и официјално прогласувањето и резултатите кои што ги даде нашата 7 члена жири комисија. Сега, она што треба прво да го направам е да ги повикам сите 10 девојки доколку се подготвени да истапат и да застанат на она место на кое што ќе треба сите заедно да го слушнеме и официјално прогласувањето. Прогласуваме прва придружничка, втора придружничка, Мис Фешн ТВ и се разбира на крај одиме и со полошката убавица на овие 6 полошко и селенички средби Одри 2007. Жири комисијата беше во состав господин Тоша Јанев, господин Димчо Кузмановски, господин Владко Митевски, господин Бошко Рајчовски, господин Пауновски Роберт, господин Борис Тасич и господин Војно Јовановски. Може аплауз за нашата 7 члена жири комисија, може аплауз за нашите преубави 10 девојки кои што ќе ги видиме тука на оваа наша бина. Во овој највозбуден момент, Марија, мене прв пат во мојава кариера ми се случува да прогласувам Мис Полок. Па добро, мене не ми е прв пат, меѓутоа секој пат кога прогласувам Мис Полок, се повеќе нервоза ме фаќа. Јас знам дека девојките имаат ужасно многу трема, знам дека сите вие желно исчекувате да дознаете која е новата Мис Полок. Ајде голем аплауз уште еднаш за сите додека се. Ајде, Одри, да не слушнам до вратата што се вели. Охо, тоа се нашите приубави манекенки. Реков дека ќе ви кажам еден виц, малку да бидат поразположени, ама ајде ќе го оставиме тоа за малку покасно. Марија треба да повика некого. Така, треба да повикам неколку луѓе. Тројца господа кои ќе ги доделуваат талентите на втората придружничка, на првата придружничка и на Мис Полок, а покрај сите овие луѓе сега вака, Марија, пред да се доискажеш, јас ќе ја повикам и собственичката на модната агенција Top Models, Роса Даиловска, да дојде тука на оваа бина, да ни ги донесе и оние ленти, онаа круна. Инако, Марија, кога се работи за Роса, да кажеме и за нејзината нова работа. Така, значи, ќе кажеме, не е проблем, меѓутоа ќе дојде редот за тоа, може? Јас имам многу трема и сакам да почнам што побрзо. Роса Даиловска, собственичка на Top Models, ќе молам да ја поздравиме с еден аплауз и нашата нова колешка Кате, која што потекнува од село Одри. Кога се кај Роса, се извинувам што те прекинувам, да кажеме дека Роса ни е менаџер на Фешн ТВ за град Тетова. И тоа е тој новитет кој вечерва ќе го воведеме, ќе избереме и Мис Фешн ТВ.
Може ли да почнеме? Спремни? Девојките се подготвени, дали имаш нешто да кажеш? Па им посакувам многу среќа. Кажи дали беа мирни додека учеа? Додека учеа? Па 90% од нив беа мирни, оние 10% секогаш и секоја група мора да има некој што. Гледај какви сте мирни кога треба да им кажеме кој победи. Да, сега мирни се во исчекување се. Одиме. Може да почнеме со прогласувањето. Прво ќе прогласиме Марија. Не мене. Не, што ќе прогласиме прво? Ќе правиме една измена, нема да биде стандардна. Сите прогласуваат прва, втора придружничка, меѓутоа ние ќе прогласиме прво прва придружничка. Значи, прва придружничка на Полошката убавица за 2007 година. Кој? Реден број 2. Александра Димитровска од село Одри, прва придружничка, избор Мис Полок 2007. Така, ќе го повикаме господинот Војно Јовановски да ја предаде лентата. И што имаме друго награда за првата придружничка? Првата придружничка добива награда од $100. Аплауз. $100. Прекрасна лента, како доказ за тоа дека беше прва придружничка на овој избор за 2007 година. Марија, одам јас да ја прогласам. Втората? Така, втората придружничка меѓутоа прва, да подсетиме сите овие девојки, мирни или немирни, меѓутоа сите кои поубави, ќе си добијат парична награда за самото тоа што учествуваа на изборот за Мис Полок. Може аплаузи за тоа? Може аплауз, одиме со втората придружничка. Што себе ќе се понесе каква награда, Марија? $50 и една лента и еден букет. Втора придружничка. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Реден број 10. Како втора придружничка на овогодишниот избор Мис Полок Одри 2007. Даниела Србиновска од Тетово, 18 години. Лентата ќе ја предаде господинот Борис Тасич. Ќе го повикаме. Аплауз? Кај се аплаузиве, дали? Втора придружничка од 10 години. Аплаузи и честитки, солзи радосници и многу неизвестност помеѓу останатите 8 девојки кои ни останаа. Марија, Молам? сега, пред да ја прогласиме Полошката убавица, треба да ја прогласиме Мис Fashion TV. Тоа ќе го прогласи Марија заедно со Роса. Јас ќе се потакнам на страни, ќе имам таа чест да ја прогласам Полошката убавица од овие преостанати 10 минус 8 девојки, така? Така. По моето стручно мислење, Стварно е стручно, јас ќе потврдам. Мис Fashion TV за Тетово за 2007 година е кандидатката со реден број 1. Верица Николовска, Мис Fashion TV за Тетово за 2007. Честитки за Верица, ќе си добие стварно неповторлива шанса да си изгради кариера во странство. Но, само да појасним, оваа награда е од модната агенција Top Models. Значи Top Models доделува Мис Fashion за 2007 година. Драги домакини на Одри, честита ни биде шестата Полошка изселеничка средба. Јас водам радиопрограм 35 години, избор на Мис Македонија, меѓутоа вечерава никогаш не си имал толку тешка задача како што денес Одри и одборот ми ја додели. Према тоа, заедно со Живи комисија мислиме за најубавата девојка која ќе биде на 6 изселенички средби во Одри Реден број 1. Мис Полок за 2007 година, Верица Николовска. Сега ќе има Марија аплаузот. Ајде да слушаме аплауз, Одри. Верица си доби 2 титули во едно, Мис Fashion TV, Мис Полок 2007, а плюс тоа, доби 10 дена во хотел Ривиера Охрид, богата парична награда од $150,
и се разбира можност да си го задржи фустанот од бутикот Усадот. Само момент. Верица, ќе може да прошетаме вака до мостето и назад, да те види уште едно шубаво публиката. Ајде Верица, повели, ќе ве молам одри еден аплауз. Ова ни е новата полошка убавица. Мис Полок за 2007 година во рамките на овие 6 поред полошко и селенички средби. Честитки на сите девојки, честитки на наредените. Во секој случај една мораше да победи вечерва, тоа беше Верица. Уште еднаш честитки од се срца, одри забавата продолжува. Не застануваме тука, сите ќе имаат можност да ги фотографираат девојките. Се разбира, малку ќе ни стигнат емоциите. Меѓутоа, мислам дека сме спремни да одиме понатаму. Бога ми, ние ќе треба да ги стигнеме емоциите малку. Аплауз за крај ќе ве замолиме. Тука завршува изборот. Мис Полок за 2007 година, но продолжуваат овие полошко и селенички средби и понатаму со богата културно-уметничка програма.